Добродојавте назад. Време е за нашето прво денешно гостување и е навистина интересна тема. Со Дејан Доневски, председател на планинарското друштво I Love Hiking Macedоnia. Прво, добро ви утро, секој утро. Да, добро утро на вас и на вашите гледачи. Ви благодариме што прифативте да бидете дел од утринската програма на Алфа, пред се. Темата е навистина актуелна и навистина интересна. Еднојазични табли на албански јазик поставени на планински врвови во Македонија. Конкретно зборуваме за кораб и за љуботен. Така е, да. Тоа се табли што се поставени од Република Косово и се напишани на албански јазик, што, например, на нас воопшто не ни смета, али кога доаѓате горе и се сликате само на албански, многу ви смета. Поради тоа што нашите тука што се челници, нели, планинарски сојуз седат и ќутат додека они си ставаат табли. Кај нас треба да бидат поставени таблите или ако се више поставени таблите, барем да се стави знак дека и македонски. Да разјасниме само за гледачите. Овие врвови практично се наоѓаат на сама граница. Така е, да. Границата што ја дели шара и кораб ја делиме со Република Косово, нели, од таа страна, и кораб со Албанија. И сега на тие врвови, на тие обележја, например, за нас би значеле многу, пошто врвот Љуботен е на грбот на град Скопје и треба да представува проблем за цела Македонија, мислам, ете за градот Скопје, за Тетовчани, за сите. И сега на тој таков мокен врв, каде што, нели, го чува градот од сите невремиња, таму ги сопира, имаме само табла само на албански јазик, поставено од таа страна. Сега, замислете да биде таа табла напишана на кинески. Доаѓаат странци, доаѓаме ние, се сликаме, и горе кинески. Кај се наоѓаме, на кое место, чија е територијата, Кина сме сега моментално на некој врв и се сликаме. Значи, треба да биде на македонски, да се знае чија е територијата, да се знае дека тука се дели, барем да има горе поставено нешто што ќе пишува и на македонски. Кирилично, дали латинично, не е битно писмо. А мислам дека се до тоа треба да се бара проблемот во нашите институции, да, кај нас. Каде затајува ова? Па, како и све затајува во поголемите, пошто ние као друштва сме малце поентузијастички настроени и сме и работиме така на тој погон, а потоа кога нели малку ќе подостареме, затајува во институциите кај нас. Пошто кај нас еве нашиот сојуз, федерацијата, например, ја работат постари лица неколку, што од нив некој работа, другите само уживаат во тоа. И така мислам дека функционира секоја. Оставено е практично само на себе. Кој ги има поставено тие табли? Па тие табли, ви кажав, поставиле друштва најверојатно од таа страна, од другата, и многу големи символи се на многу големи врвови, например на кораб, кога доаат странци како наш најголем врв, не читаат ништо на македонски, нема ништо што би кажало дека тоа е наша територија. Тоа тотално многу очајно изгледа. Например, нашата група беше сега прошлава недела беше на изгрев сонце на Љуботен и горе на врвот не ќе да се сликаат со обележјата, пошто не ќе, едноставно не ќе, сака да биде, ако е така, треба да биде на поише јазици, да биде наша територија, како и да е. Сакате, не ќете, тоа е тоа. Значи мора да биде на наш јазик, како и да е. Значи, федерацијата фактички е таа што би требало да потегне работата и практично да постави табла на македонски јазик меѓу другото. Очигледно дека премногу спијат, ништо не работат нешто што е за нив најверојатно вредно. И сега кога ја би бил таму, тие табли што се поставени, одма би направил нешто да биде и плюс на македонски. Значи доволно е да се направи, да се измери тоа горе и да се долепи, да се направи, да се стави знак, да се стават знамења, да се стават многу работи. Значи не е само да викаме дека не чини. Мора да се работи, мора да се попре, мора да се каже кој што е, да. Токму така, мислам дека главниот проблем во тоа е што ние имаме институција која би требало да се справи со овој проблем, но од неразјаснети причини не го прави тоа. Инаку да, ќе контактираме и со нив и ќе ги прашаме зошто е тоа така. Зошто едноставно не реагираат. Поголемиот проблем, пошто ние шетаме, например, еве неколку недели имаме поминато пешки од Скопје до Охрид и сега ги знаеме сите места, тие места другите све некако недообработено, све оставено така на времето, од времето до наредното време што ќе дојде, нели, за нашите деца и тие. И мислам дека треба малку повеќе да се работи. Има многу планини во Македонија, туризмот треба многу повеќе да се расшири. И сега ќе се расшири туризмот, а више се шири, додуше ковидот сега малце, нели, напред застој. И на тие места каде што треба да има обележја, треба да се знае кај доаѓаат народ, значи кај доаѓа народ.
не може да доаѓа во Република Косово кога и таа е наша територија, или Албанија тоа е наша територија. Значи тука делиме границата, тука се искачуваме сите од исти места. Мора да биде обележето. Сега ако некој го уредува тоа, треба да го уреди. Ако некој не го уредува тоа, треба да најдеме некој што ќе го уредува тоа, нели? Едноставно е. Така да мислам дека тука паѓа целиот товар на неколку устарчиња што треба малку да се земат поозбилно работата у свој раце. Во ред, начнавме една интересна тема кога зборувавме по телефон. Кога веќе го споменавте туризмот и кога веќе ги споменавте македонските планини, да, Македонија е позната по своји планини, по она дива убавина што се вика, но веќе почнува да се менува сликата. Барем според тоа што го кажувате. Да. Тука е малце поголем проблемот. Таа еколошка катастрофа што ја разговаравме на Шар планина што се случува. Малце повеќе од поголем, сега ќе пробам да им го објаснам на гледачите тој проблем, да. Се градат 80 и не знам колку 6-7 мини хидроцентрали на Шар планина. Тие мини хидроцентрали носат профит само на едно семејство, на еден газда, на еден не знам семејство. Така ќе му дое пошто толку пари има. Значи нема ни локалните села да земат, нема да земе ниту никој, пошто таа струја се продава на светско ниво, регулаторно. Тоа е тоа. Значи нема бенефит никој. Значи има само едно семејство и евентуално тој што ќе го даде маркичката за градење. На тоа место каде што се градат се ненормални убавени. И сега ако ќе дојде некој инвеститор, сето тоа го претвара во бетон. Значи таа дивина, таа убавина се претвара во бетон и тој бетон ќе го гледаме ние и сите наши деца и сите наши децата на нашите деца ќе го гледаат. Значи тоа више не се менува. Тоа е тоа. И да го искрчиш бетона, таа убавина ја снемува. Прост пример е под селото Бродец, на реката Пена имаше неверојатни убавини, значи сите тури, нашата тура се викаше Кралскиот пат, има таму пат еден од Срби, Хрвати, Словенци од кралството, се проаѓа баш преубав е. И тука покрај Пена, не знаете какви две хидроцентрали на најубавото место во срцето кај што се спојуваат реките, имаше карпи за бањање, нешто тука све е искршено. Сега почнавме ние да го промовираме тоа место, почна Тетовчани, почна многу да доаѓа таму. Значи преблиско е до Тетова, и почна убава патот да биде проводен, онака како да сиде. Еднаш кога се изградат тие централи, нема ништо таму. Значи тотално се опустошено, прашини, некои работат машини, нешто завршува. Приказната тука. Сега, што е целата работа? Тие мини хидроцентрали е нешто мода во Македонија, тоа во светот воопшто не е мода, значи секој почиња да ги забрануваат, пошто само ја уништуваат природата. И двете големи партии го работат тоа. Значи, тука е проблемот. Значи, не е проблемот е во гласачите, веќе дам до коренот. Значи, гласачите треба да знаат, поготово тетовчани, за кого гласаат таму. Пошто они кај нив ја имаат шара. Они се големите планинари, они се со не знам, со 73 години клубови имаат, по 100 години клубови, традиции, да. И они треба да искочат да дигнат глас. Има две друштва, едно албанско-македонско што се невладени, што се бунат против таа еколошка катастрофа. Значи треба да бидеме посвесни сите ние, тетовчани поготово, да ни кажат што се случува. Они се таму, тоа е нивни терен. Која да кажам што се случува у Скопје. Да искочат на телевизија, да малце да дигнеме галама, тоа да прекине таму. Тоа не треба да биде да се актуализира практички проблемот. Така, сите новинари да дознаат, новинарите не се качуваат на планина, не знаат што се случува горе. Еве на пример ние кидаме се наредна недела, па ќе доам со слики, ќе доам со видео, видите што се случува, да знаат граѓаните на Република Македонија што се случува во државата. Значи не може некој да му текне таму да си гради хидроцентрали. Инаку и беше голем проблем и нели оние дивоградбите кои се градеа баш на самата Шара. И тоа нели би требало да биде како национален парк? Како е тука сега законската регулатива? За тие не сум воопшто запознат дивоградбите, воопшто, значи ништо. Не, добро, еве, чисто како пример ги наведов, меѓутоа како статус национален парк се бутка, значи да, бев на неколку од тие не знам што да ви кажам, се бутка со години, се доби некоја зелено светло, така да не сум компетентен да зборам многу за тоа, али мислам дека со оваа што доаѓа, па наредната дека више у тие некои 8 години ќе нешто така ќе се склопи. Тоа е доста долг период и сепак зборуваме за една планина која во континуитет со години и години натаму можеме да кажеме дека е уништувана, буквално уништувана. Можеме да тргнеме од дивата сеча на шумите, например. Практично е соголена, тоа се случува со години, тоа не е нов проблем.
Да, добро, тоа ќе остане, тоа не може да се реши тек така, пошто тие население таму горе, например, што живеат на Шара, се све и поголеми, као селото се зголемуваат. Ако се забрани таа сеча, они живеат од тоа, нели, добиваат храброст да направат семејство. Ако малце порестриктивно и некако се заоштрат мерките, мислам дека тие села ќе умрат горе на Шара. Пошто нема да имат екзистенција, тие не работат, апсолутно, воопшто ништо не работат. Разбирливо е, меѓутоа нели би можело тоа на некој начин, меѓу другото не само со еколози, со луѓе што би биле од национален парк, доколку биде, дај Боже. Дај Боже. Нели би можело да се направат нерестриктивни мерки, меѓутоа некако да се ограничи тоа за да престане целосното уништување на таа природна убавина, тоа назад нема да го добие. Да. Добро, шумата се обновува, да, има план за такви работи, него поише сум загрижен поради тоа што еве например на Лешница, тоа е срцето на Шара каде што одат сите, може да се дојде со джип, со кола. Еве ние имаме некој кампинг таму, планираме да донесеме луѓе, нели, да видат како изгледа најживописниот дел, значи животот, каде што не знам како да ви го опишам, делот каде што се спојуваат реки, каде што има карпести делови, каде што има исто време и иглолистни шуми. Значи тоа е некој склоп што не е тек така. Мислам, за да дојдеш до тоа место ти треба време. Мислам да поминеш некој дел од планината. И таму ќе има 3 хидроцентрали, па тоа нема да изгледа на ништо. Тоа ќе изгледа на излетничко место, ќе има пикнизи, значи тоа воопшто нема да биде кој што треба. Ќе биде ќе се уништи. Да, ќе се актуализира премногу, ама ќе во исто време ќе биде пополочено со бетон, значи тоа нема да како тука што сме низ Скопјево, што се шетаме ќе биде и таму. Најнормално папучки за рака, корпи, нешто ќе собираат, ќе има пат нешто. Не гледам друго решение. Ова е интересна тема и оваа тема треба да се отвори сама по себе. Да. Во секој случај ви посакувам среќа и успех во понатамошната борба за конкретно за ова што го споменавме. Инаку, да, и како што најавив, ќе ги контактираме и од Федерацијата да видиме зошто се неактивни и зошто не прават ништо за да поправат оваа ситуација, бидејќи нели паѓа под нивни ингеренции. Да, еве, например, ние као друштво, као клуб, уствари сме пререгистрирани, имаме план да сето тоа го измериме и да пробаме да направиме нешто и на македонски јазик. Колку што е во наша моќ, сето тоа ќе гледаме да покажеме дека и тоа е македонска територија. Ние сме најмалите, да, онака, ама мислам дека сме највредните од сите тие таму. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Да, фала на поканата.